treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Narva treba gore mene, samo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padat za vreme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Život, mojov život, ne mi rekao, ne taka, moja ma život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki dževotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj vlice ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Ajde me ne treba pari, ajde nosi tamo далабате бочка за народен съд. Како носи? Ми го понижуваш листата сега? Не от вас пари да вземаме, дупенци наши, не треба, не треба, не какви Не вземаш пари. пари, не вземаш нищо. Ajde, брат. Ajde, върви пред мене. Върви пред мене. Моля, извини. Да ми купите бунда и од дома да ме земете со такси. Прекрасно, прекрасно. Кога? Кога? Слободни сте. Таа ги задоволи сите мои критериуми, бе дедо. Ти зборуваш за некаква бомба. Мојот тест не го положи. Кој тест? Мојата понуда за вечера ја прифати. Како бе дедо ја прифати? Ова не ти личи на бомба? А? Ми личи. Како ме ја прифати? Околу името на кафеаната ти попуштив. Ама, за се друго, решавам јас. Јасно? Лимбичке, знаеш, ти си едно прекрасно существо. Ей, почнав да те сакам. Сака да одиш по месечина. Па не работам за плата. А не работите за плата? Да ви кажам, многу се побитни луѓето со кои работиш. Аха. А вас газдите ви се погодија. Газдите се супер. Само тој малку стариот мртка лево десно, ама... А младиот е окей. Дипломирав. Ове што не кажеш бе на тато јагневе, злато татинове. Па, ова е за мене. Што очекувате се, да се расплачам, а? Нема плачење, не. Мамо, знам, мајка, знам. Многу те мислам.
Еве синоќа татко ти плачеше. Многу се секираме. Каде се Сузето и Владко? Не знаеш? Отидоа за Италија. И ова е некоја селска убавица. Како тетка ти Ана. Само Ана е дупенска, а ова кривогаштанска. Што стори? Уште мочка? Ај оди, види. Види кај е. Вратата од вецето е отворена. Ја нема. Ја нема? Вие сте болни, бе. Вие сте ненормални, бе. Умоболни сте вие, бе. Како може толку омраза, бе? Абе, ми се повраќа од вас, бе. Пове! Да ви ебам и кебапите, да ви ебам и кромидот, да ви ебам и пиперките, да ви ебам се. Ајде ти, ајде со, седи! Седи! Бошко! Седи ти да седиш тука! Само ако сте мрднале двајцата, дури се вратам. Вчера дојде она старата од долу. И? Да сум ми мерела притисок. Кога го виде бебево, и велам, што ема, јас си го родив. Подзина. Абе, Милче моje злато, бе. Вака кај што се смееш, те гледам и уживам и јас. Да ти кажам, ама нешто во стомагов ми врие. Оди да си го земеш детето, козо кривогаштанска. Бате Бошко. Бате Живко. Кај си, бе, Милче, бе? Кажи. Бе, Милче, сношти како да не те разбрав кога дојде, кога влезе. Во последно време некако не тапуля многу. Остави. Имав тешка операција. Со браќајка? Да. Еден дечко, Во за пијани. еден колега има внуче. Сакаше да чести, ама... Ништо. Леговме во операциона сала. Нека му е здраво и живо. Убајни. Кафе? Ама требаше да се јавиш. Те чекав до ниедно време. Се секирав. Требаше. Абе, како било, ама, требаше да се јавиш. Пак почна да се гледаш со батето. Со Бошка? Значи, не можам да те разберам. Помина низ пекол. Те дотера до нервен слом. Со денови се секирав за тебе. Кафе може? Не ми се пие. А да ти предложам нешто? А што слушам... Пак ќе сте почнувале некој заеднички бизнис со Бошко. Слушај, ако продолжиш да се гледаш со него... Да. Сега, веднаш финтата твоја, по 100 пат ти се пакуваш куферите и завинуваш. Ау, зар ти личам на таква? Слушај да ти кажам. Јас со кого ќе почнувам и како со кого ќе работам, тоа не е твоја работа. Тоа е моја работа. По 100 пати го повторувам ова и крај да биде. Разбра? Каде? Излегуваме? Излегуваш, каде? Во живот. Редно беше, нели? Нешто многу ми си нервозна.
Нема зошто да бидам нервозна, нели? Ме држиш на пазар како куче врзана од утро до мрак, нели? Работа и јас се држам тамо од утро до мрак. Слушај, пак си се гледал со Живко. Доро, како не ти е срам? Како не ти е срам? Тој те дотера на пазар, мај му направи од тебе, а ти пак со него. Тука запчето те боли тебе, а, бате Живко? И сега ти ќе ми кажуваш со кого да се гледам, а со кого да мижам, а? Бате Живко, каков е, таков е, 10.000 пати е подобар од тебе. И поубав е, срце има човек. Ако е така, злато моје, да си го грабнеш, да си го земеш и да си го носиш со тебе и да си спиеш со него, јасно? Мене повеќе ме нема. Од денеска да маца друг кревет ке гре. А немој случајно да си се осмидил да дигнеш рака врз мене. Зашто бившиот, мислам овој новиот, е бивш полицаец, јасно? Значи си средила ти со време, а? Добро, еве сега луѓево ќе дојдат, ќе ги донесат работите и што има проблем сега тука? Ама, добро. Ќе дојдам и јас ќе дојдам. Добро. Ајде, здраво. Така. Ова во Метрик, кај Китанчев, ова во Нова Македонија. Ќе се видиме. Да, довидување. Добро, од кога чекаш наврат, а? А што не се јаве, бе? Си имаше муабет. Добро е, бате воле. Па цел ден вчера те чека, бе. Чекан се стори. Расчистував некои работи. И шо сега, уште има за расчистување? До кога, бе, брат? Нема. Ке работиш кај мене. Се е средено. Ако има за мене, има и за тебе, братче. Не сакам да ти сум наврат. Туку, бате Боше, што ми се гледаш вака некако, како скршем, бе? А? Синоќа бев сам и размислував. Сам? Како бе сама маца, кај ти е маца? Си замина. И со пазарот расчистев. Синоќа разговарав со помалиот син. Абе, бате Бошко. Немам никого. И како немаш никого? Мене? Мене ме имаш. Ако ме сакаш, остави ме. И како да те оставам? Ти ми направиш некоја бела. Ај, голем сум. Не бери гај. Савајле утре ќе дојдам на работа. Во 7 сум тука нацртан. Добро. Бабачко си? Бабачко. Абај, 3-4 кила вино и се ќе види готово. Утре сум тука нацртан. Со ум, бате воле, со ум. Блаже! Што? Бе, чекај! Ако не фатат? Ќе не фатат. Кој ќе не фати, нема никој дома. Сами сме дома. Седи. Сигурен си? Ќе пиеш нешто? А, не, благодарам. Знаеш, некако не ми е баш пријатно вака во Туркистан, па малку сум. Нема никој, ти реков, сами сме дома. Дедо на работа, баба на работа. Благата е дома со Живка јуниор, го чува, има температура нешто. Температура? Деца. Деца, да, греотич. А, да се напиеше нешто? Не ми е сега баш до пиење, знаеш, а и не пијам така јас многу често. Ама, Блаже, седни малку, да. А сега... Па седни. Не обесувай, бе. Па не обесувам. Опушти се малку, што си се здрвила, опушти се малку. Јас здрвена? Не, па гледај колку сум опуштена. Баш сум си опуштена, кој што треба. Блаже. Леле бре, Блаже. Блаже, да ти кажам нешто.
Никогаш во животот не сум била толку заљубена, како во тебе. Оу, да знаеш колку сум заљубена. Ама ти некако... Што јас? Што јас? Па така, ништо, некако, не ми се гледаш заљубен баш. А јас сум, да ти кажам, рационален тип. Сакаш да се истушираш малку, да се освежиш? Јас? Да. Ау, за таква ме мислиш? Дека не се мијам? Па мијана сум, бре, Блаже. Ове, злато, Знаеш мијана. колку сум се туширала? Мијана и заљубена, супер. Мијана и заљубена. Супер. Се е комплетирано. Да се раскомотеше малку, мислам. Па ти е раскомотена сум, гледаш колку сум Да раскомотена. се соблечеш, без немаме време, да се разбираш. соблечам. Треба да се вратам на работа, ќе ме одере дедо. Ке те ударе дедо ти. Ама чекај. Блаже, што? Раскомоти се, кажувај. А, вака се раскомотува? Блаже, не јас ке ти кажам како. Нели не се брза во оваа работа? 100 пати сум ти кажала, ајде се ја признај. Ме немаме време, бе, злато, на работа треба да се вратам. Колку пати Знаеш да ти што, кажам? Блаже? Земи ми ја малку раката. Е вака. А со другата гали ме. Да те држам за рака, а? Вака гали ме. Па гали ме, леле, уште Ама ме не сечи, обесувај, легнувај тука, ај сега ќе се пазариме цел ден. Нема да се пазараме. Блажо, бре, чекај. Така ли се бацуе, бе, Блажо, бе, леле. Блажо. Полека, Мишко, полека. Успеавме. Сега, откаде да почнем? Слушај, се што е вредно ќе им соберем и на крајот ќе видат момичета им добре. Јас напред, ти по мене. Да те прашам нешто. Сигурно ти бива за ова работа? Дали ме био? Ај сега. Добро да те прашам. Леле, Шо леле? леле, Шо леле, бе? ги заборавив ракавиците. И сега, шо ќе правиш? Сега ни ваму, ни таму. Слушај, ај да се вратиме. Не, Ама, врати. Ќе не фата, боли ми. Пред мене влегувай, ајде. Ама ми е страми. Што? Ми откажа нозете, мате. Ако ти откажа нозете, лази. Лази, мамичето твое, лази доле, лази. Не таму бе, вамо. Уф, се со погрешни типови се фаќам. Полека бе, полека. Не ме стапна. Каде сме? Каде сме? На таван, каде сме? Ајде, оди, продолжи. Продолжи. Што? Слушна. Што? Има некој. Има. Има некој? Маце. Што? Овие се ду. Што? Се ду. Што? Што? Леле, маце мој, целиот остинав, маце. Умри бе, умри. Умре, готов. Блашко, има некој. Леле. Што леле? Ако разберете до Живко, готов сум. Кој се бе овие, бе? Кој се бе? Што бараат овие овдека? Бе, краци, а? Краци. Краци, а? Краци, кога ти била? Добро, бе, како не ви е срам, а? Вознемирувате честни луѓе. Ај, злато, подај ми го тоа пиштолот. Подај ми го да им ги начукам сите 9. Се преда. Столчето? Давај. Па досега го држа во рака? Давај, барај таму, барај. Чекај. Ова, подобро жив уплашен отколку мртов херој. Зетот на пате Живко, а? Живко? Со швалерка. Абе ти спушти ги рацете долу кога ти велам. Спушти ги. Долу себе, долу. Долу. Те фатив на дело, а? Патен си на дело, молам. Ти да молчиш. Молчам. А едно практично прашање за адвокатчето може? Може? Ти да молчиш. Што мислиш, што е најарно сега да направиме, а? Тетка Маца, да бришеме од овде, додека не дошол дедо Живко. Ако дојде, ќе има чотек. Ќе не тепа сите поред. Да бегаме додека ни се главите на раме. Сме се виделе како да не сме се виделе. Било како да не било. Било како да не било. Било како да не било, а? Да ти кажам, Блаже, од овој шок нема да се отшокирам па едно 3 месеци. Така да знаеш. Си одам. Та преку та се тако си одиш. Тетка Маца, да ти кажам нешто. Кажи, теткино. И ти, и јас немаме среќа. Втора среќа, а? Тргај пред мене, ајде. Тргај кој ти велам, тргај. Кажи му на дедо ти Живко да ја смени бравата.
Ајде пред мене. Ќе му кажам. Ќе му кажам катанец да купи корзот и направиме овде. Ама ден денеска. Ајде, Злато, станувај, ајде. 10 и нешто отиде. Ајде, буди се. Ајде. 10. Да, ајде, станувај. Колку убав сон сонував, чичко драги. Ти реков 100 пати, Чичко, да не ме викаш. Леле, веднаш се лутиш. Лутко еден. Ми се јаде. И мене ми се јаде. Ај донеси го послужавникот, овдека ќе јадеме. Што? Па некој треба да направи. Како? Пак се лутиш. Маргаринче, лепче, присобери нешто, чичко драги. Знаеш што? Не знам. Ај, Злато, те молам, кажи ми нешто убаво. Си одам. Пак денеска треба да плачам. Не си жив ако не ме расплачеш. Па од мене направи куќна помошничка, да ти кажам. А, тоа те мачи. Добро да, ајде ќе разговарам и за тоа. Чичко, драги. Доста со тоа Чичко, чички ти никнале. А види го ова. Види го. Си спие и чгајле си нема. Тоа е мирно и умно исто како мене. Исто како мене. А што сакав да кажам, ми се јаде. Јас тебе многу те сакам. Денеска мајка ми и татко ми ќе дојдат од Кривогаштани. Доаѓаат твоите од Кривогаштани? Да. Па 100 пати ти реков дека не сум подготвен да се сретнам со нив. Си, Чичко, драги, си. Слушај, мамо. Ќе се убијам. Слушај. Имаш најубава жена во Скопје. 3 пати поубава од на Живко и од на Бошко. А како ми велеше вчера? Лиле, ти да не си, готов сум. А сега сакаш да се убиеш. Не знам, види. Не знам што ми станува. Што се случува со мене. Многу сум вознемирен, еве, и рацеве ми се тресат, еве. Не знам. Гушни ме. Ај, гушни ме. Се смири. Да. А Пауринче мое. Ај, оди. Донеси го послужавникот и овде ќе папаме. Добро. Море, Чичко, драги, пудлица ќе направи од тебе. Абе, добро, не ме дави сега. Што ме давиш? Ќе ти го испратам утре, бате Бошко. И со него ќе се договорите и готово. Што е сега? Ама јас имам други обврски, брате. Да, бате Бошко и ќе се договорите. Се и готово, што сега? Ајде, ќе се чуеме. Еве имам човек на врата. Да, здраво. Повелете? Здраво, живо. Познат си ми од некаде, мајка. Јас си седна. Седни, бе, брат, седни. Ајде да видиме што те мачи тебе. А од каде те познавам, бе, мајката? Од некаде? Кажи. Па види сега, нудиме со мојата ценета сопруга разни услуги, така, мислам, бизнис имам. Амам, бре. Така, а? Например? Еве, например, лично обезбедување. Не сум заинтересиран. Знаев, на ова сигурно паѓате. Немам време. Туку, како ти беше името тебе? Мешко.
месар. Не, касап. Се шегувам. Нудиме и други забави, како опуштање малку, мислам, знаете, со... Демек, сауни, убави жени, масажи, пливање 200 метра напред, назад, грбно. Не. Не ми требаат тие работи. Упорен сум и затоа ќе ви понудам нешто специјално. Љубов на воден кревет со 2 украинки. Петка. Блашко, Блаже, дојди вамо. Да, повели, дедо, повели. Види, Блашко, овој човеков дојде овде, нешто ми брборит, не може многу баш да го разберам. Види ти, легитимирај го, земи му податоци, кој е, против кого е, од кај доаѓа. И најди му некое место, некоја психијатриска болница, белки ќе му најдат вака едно кревече. Јас отидов. Што бараш тука? Ми извади од памет говедо едно. Пак маца, а? Пак. Па кажи на маца вака. Зетчето Блаже не е ни Живко, ни Бошко. Клоца зетчето. Ништо не ме разбирам, бе. Ни тебе, ни овој што си замина, ни маца. Ако можем со маца некаков бизнис ќе правиме. Не знам што... Да почнам со тебе со бизнисов. Кој си ти, например? Јас? Да. Јас сум Блаже. Зет на Живка, син на Марта, маш на Благица, баба ми е Милка, татко немам. Татко немаш? Немам. Сиромав ти. Сиромав јас. Немаш. А ово имаше татко, бе, Живко се вика. Па Живко пред малку замина. Не си ти тој. Не... Замина? А замина не го виде? Леле, па добро бе, што да правам сега? Не знам што да правам, мислиш, ми е лесно мене, над што ми е лесно, да. Нимамо, ни таму сум сега, не знам кај да имам резервно сценарио, накој ќе ме вака, немам ништо што... Ќе ми знате, па ме мацаме, ќе ми знате, па не знам... Чекај се сетив, одлично што се сетив, вака, ќе кажам дека ми знатепале. Еве вака, опни ми една помоцка така тука, да ми тече крв, да се види, можеш и зап да ми скршиш. Било кој скрши го, исто ми се ваѓа. Ајде. Излегувај надвор, ајде. Полека ме? Кој ти е овој? Ој, појма немам. Дошол тука и... Што име на луѓе во Благи? Каде е татко ми? Не можам да се смирам, значи, така се потресов. Татко ми. Дедо? Дедо замина. Се препотив целиот. Од вчера па до сега ми се јавува некоја дотична по телефон и ми раскажува некоја приказна 30 пати. Ја знам приказната. Ја знаеш, а? Ја знам приказната, сега ова говедово што беше тука ми ја раскаже. Абе, местово, значи, врие од лажговци. Лажат, сушат. Дотичната се вика Клаудија. Еде, Клаудија. И, божем, јас сум бил со некај деда дома и сум водел љубов со таа, како ја рече, Клаудија. Ајде, сега ти оди верувај. А ти, божем, не си бил кај дедо ти дома и не си водел љубов со Клаудија, а? Благе, душо, сакаш да те лажам? Сакаш ли да те лажам? Немам време, јас што сте вели една рака вода да фрлам на очите. Попаѓавме со дедо, се испотепавме од работа. Знаеш ли колку работи имаме? Преку глава работи имаме. Едва чекам да фатам перница да ставам глава. Благе, верувај. Дека си бил. И дека си водел љубов со Клаудија, си водел љубов со Клаудија. Знаеш што? Абе, ми личиш многу на дедо ми. Знаеш баба ми што му велеше? Ке ти го исечам и ке му го дадам на не знам, на Шарко нешто му даваше. Благе, ај контролирај се, те молам што зборуваш, па зборуваш глупости, богати. Ај заколни се во Живка. Речи, Жими Живко не сум бил со Клаудија и не сум водел љубов со Клаудија. Добро, ма Жимите да Живка не сум водел љубов со таа Клаудија. Сега ќе те лежам.
Благе, контролирај се, бе, душа, Како можеш да се колнеш, во татко ми, бре? Абе, контролирај се, бе, ти викам, не сум бил со таа Клаудија, ме не ја познава. Прв пат слушам за неја, кој ти кажа, дојде овако, бе, да го раскажува некоја приказна. Јас сум бил... Благе, смири се, бе, душа, бе, смири се, бе. Ке те лежам, ке видиш. Готов. Абе, смири се, долу, смири се, еј. Иво татко ми ке се колнеш. Абе, што татко ти, бе? Прашај го, дедо, прашај го, знај, тој не сум бил се за таа Клаудија. Абе, која е таа, не ја познавам, прв пат слушам за неја, не сум бил кај со... Смири се, бе, Благе, бе, смири се, бе. Смири се, те молам, седи. Хајде, седи, те молам, седи. Заколни се. Ти реков, жи ми дета Живка, не сум бил со таа Клаудија, не сум водел... Жи ми дета Живка. Благе. Жи ми дета Живка ли ти реков? Yes. 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 Газдите играат джамли. Свирни им. Со уста? Со нога, со клесонога. Па, Злато, многу си двусмислена. Бајде свирни, не туку се заебавај. Немаме многу време за чекање. Слушај, јас ке зборувам, ти да молчиш. Бе, свирни! Ај, пак оние. Оди види што сакаат. Те бараат тебе. Јас сум бил малоумен. Така значи. Ама мичето, но... Така значи, а? Никој, ама баш никој, не дозволува моето гулапче да го нарекува малоумен. Се шегувавме, де. Значи, ја сакате кафеанава, а? Многу. Се сеќавате, ние доаѓаме веќе по 100 пат. И последен пат. Понудава што сега ти ја нудиме, само будала може да ја одбие. Само будала, велиш, а? Ама има еден мал проблем во целава работа. Како да сум малку љубопитна е, баго. Што сте запнале токму по оваа кафеана? Баго, што? Сакаме да поседуваме се што поседувал бате Живко. Се, по можност. А ако ме поседувал и мене? Па тогаш во пакет заедно со кафеаната. Замолчи, будала, замолчи. Ако те поседувал и тебе бате Живко, тогаш цената паѓа 3 пати. Станувај. Седим. Станувај. Седи, море сила. Значи, и ти го сакаш, бате Живко, а? А ти? Дали го сакам? Има ли жена што не го сака? И баго, сега дојдовме овде да се надпреваруваме кој колку го сака Живко или кафеана да купуваме. Злато, јас сум разочаран и крајно резигниран. Ептен ме потресе сега да ти кажам. Знаеш дека вакви пони кончиња ептен ме нервираат. Ајде, одиме на джамли. Там. Господа, да ги представувам новите газди на кафаната. Господа, клучевите се ваши.
од кога не сме се виделе, а? Вчера се вративме од Италија. А ова е за тебе. За мене? Многу ти благодарам. Од ова ќе направам ноќен локал. Верувам дека ќе биде убаво. Какви се вашите планови? Требаше веќе да бидеме во Швајцарија. Мајка ми се јавува секој ден. А со татко ми пак имам проблеми. Вчера се видов со Чичко Бошко. Сака да ве види. А, да се напиеме нешто жестоко. Не, јас не пијам алкохол. Мајка ми пред една недела се врати од Лондон. И таа ми среди за место. Мора нешто да се работи. Сузе, каде е татко ми? Не знам, Злато. Се сретнавме во град. Почнал да работи со Чичко Живко. Не знам. Со моите не сум се видела. Овој батко си некаде ме влече. Сакам да го видам. Кажете нешто, вие. Што се случува? Сакавме многу да те видиме, и тебе и братчето. Ама по дубенска линија. Па да излеземе некоја вечер. Да се видиме, да. Ќе се видиме. Благодарам што дојдовте. Чао. Чао. Тато! Дојде. Тато е многу грешен, Пиле. Ми објаве една песна во едно детско списание. За тебе ја напишав јас. Ја читаше тато. Многу ми се допадна. Седи. Ај си не оди малку. И сакав само да ти кажам дека децата јас не ги одделив од тебе. Не сум до толку. Знам. Големиот не може да те смисли. Многу е нервозен. Се плашам да не фати некои лоши патишта. Видов. Слушам си, ти пропаднал бизнисот. Сега сум сам како пес. Ана, Кажи, сакам да... доста ми е од свадби, свирачи. Меѓу нас е се завршено. Кој е виновен, кој сгрешил, како сгрешил, ич не е важно. Сакам да си ги вратам децата. Ништо друго. Врати ги. Колку побрзо, толку поарно. Само внимавај со малиот. Да не го повредиш и него. Многу те сака. Ти требаат пари? Мене? Не. Парите сега не се воопшто важни. Мамо. Кажи, сине. Ќе му кажам на тато. Тато, денеска ми е роден ден. Знае тата. Оди види пред кафаната. А со маца како ви оди? Ме напушти. Си замина. Не ти верувам. Мамо, тато ми купил велосипед. 18 брзинец.